Владата по скратена постапка предлага измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, кои денеска се на дневен ред на собраниската седница. Сакаме да го изразиме нашето незадоволство од начинот како владата ги медува медиумските закони. Нетранспарентно и без сериозно образложение. Во ниту една демократска земја медиумските закони не се носат без јавна расправа и без присуство на опозицијата во парламентот, заради важната улога што ја имаат медиумите во секое демократско општество. Владата интервенира во делот на предлагачите на членовите на Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. Сегашното решение предвидува мнозинско здружение на новинарите да предлага 20 членови во Програмскиот совет, додека со измените се бара предлагачи да бидат двете новинарски здруженија. Ние сметаме дека владата не треба да го менува законот пред да почне да го спроведува. Очигледно е дека на некој не му се допаѓа тоа што овие два члена во Програмскиот совет на МРТ треба да ги предлага ЗНМ како мнозинско здружение. Тоа покажува дека владата ги менува сопствените закони кои не ја одат во прилог на незините интереси. Во врска со измената на законот со кој домаќинствата приматели на социјална помош се ослободуваат од плаќање на радиодифузната такса, сметаме дека ваквото решение представува упад врз финансирањето на Македонската радиотелевизија. Ние имаме разбирање што владата води сметка за стандардот на социјално загрозените семејства, меѓутоа тоа не смее да биде на штета на нормалното работење на јавниот сервис, кој треба да има одржив извор на финансирање, од кој во голема мера зависи и неговата институционална независност. Ако владата сака да ги ослободи од плаќање на радиодифузната такса ранливите категории на граѓани, тогаш треба да го надомести тој дел од средствата на МРТ. Со ваквото однесување на владата, кое е во спротивно со европските стандарди и практики, не може да се подобри така влошениот имидж на земјата во светот заради непочитување на слободата на изразувањето и слободата на медиумите. За драматичното паѓање на Македонија на светските ранг листи за слобода на изразување, владата одговорноста не треба да ја бара кај други, туку да свати дека со нејзиното однесување во голема мера придонесува за ваквата состојба. Апелираме владата да ги повлече од собраниска процедура измените и дополнувањето на законот и да даде можност на новинарските и медиумските организации да се произнесат по нив. Која дознавте? Ние вчера видовме на веб-сајтот на собрание дека е изменен на законот и затоа реагираме брзо. Практично со ваквото однесување на нас ни се оневозможува правото да имаме став, да градиме став, да учествуваме во донесувањето на решенијата. Не може владата без да ги консултира новинарите и медиумските организации да нуди измени на законите, затоа што со тоа се создава впечаток дека овие закони не се носат заради новинарите, за да се обезбедат нормални услови за работа на новинарите и медиумите, туку се менуваат или се носат заради дневните интереси на владата. И тоа е сериозен пропуст. Ако владата мисли дека со вакви практики ќе оподобри имиджот на земјата во светот, навистина се лажат. Представник на МАН во агенцијата е адвокат. Може би тука ќе биде некој инженер, например, во Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. Не би сакал да. Знаете како тоа покажува доколку се изместени стандардите во ова општество. Ние како новинарско здружение предложивме новинар. Што прават другите не сакам да коментирам. Меѓутоа, тоа е и еден индикатор како функционираат работите во Македонија. Нас цело време преќот на себе, измени се, донесе закон, све некако се прави без се реагира посвесно. А не можеме поинаку за тоа што вчера видовме. Ние за тоа што владата кришно крој измени и дополнение на законот, ние не можеме да сносиме одговорност, од кај да знаеме ние. Таа нит не повика, нит не праша, оди и ги доставува собрание. Ние вчера ги видовме. Што можеме ние тука да менуваме? Единствено што можеме ние да направиме е кога ќе ги видиме тие измени да реагираме и да укажеме дека тоа не е начин како треба да функционираат работите во едно нормално демократско општество.